Најавивме на самиот почеток на денешното издание на Утринска на Тилма дека денес имаме утринска тема која што е навистина со една мотивацијска приказна или таква тема. Зборуваме со младата и храбра Ангела Здравковска, која што 4 години по операцијата на мозок учествуваше на Скопскиот маратон и ја изоде хуманитарната трка од 5 километри. Тоа можевме да го видиме на социјалните мрежи како видео, го имаме и ние, се разбира, како инсерт во текот на разговорот, но со тоа како што и таа вели во повеќе интервјуа, го оствари она кое што е дел од патот кон сопствената промена, да му погледнеме во животот, во очи на животот и покрај сите предизвици да продолжиме напред. Колку прифаќањето на себе си и животните ситуации во кои што се наоѓаме не водат кон вистинската промена или како што вели Ангела, умот е клучот, велат и не сгрешиле. Ангела, добро утро и добро ни дојде во Утринска на Телма. Добро утро, Ивана, благодарам на поканата. Прекрасно е да се види повторно во Телма. Баш ми е мило што и те успеавме да се договориме да по твоето учество на Скопскиот маратон, нели имаше и неколку интервјуа. Во меѓувреме се договаравме за нашето гостување и мило ми е што можеме да ти имаме физички присутна тука и да позборуваме малку за тоа со кое што ти се соочуваше во минатиот период од твојот живот, кој што веќе е зад тебе, но носи една убава порака за него што можеби за жал се соочуваат со такво нешто. За оние кои што можеби им фали дополнителна мотивација и инспирација во животот, а секогаш може да се најде нешто на кое што можеме да бидеме благодарни, пошто би го ценеле животот и би се случила апсолутна трансформација кај нас. Ќе почнеме поред, со оглед на тоа што имаш инспиративна приказна да ни кажеш, да се навратиме во 2019 година, кога почна сето тоа. Да. Вака. Јас искрено во последно време баш и не сакам многу да зборувам за тоа што се случило. Да, разбирливо. Многу повеќе сакам да зборувам за тоа што се случува, затоа што некако периодов ми носи многу убави моменти. Во 2019 го искусив, некако искуството ми дојде побрзо на 28 годишна возраст, него што би требало да дојде малку подоцна во животот, нели? Тоа мудрост е искуството. Од девојче кој што тогаш девојче кој што беше 24/7 активно, некако во рок од 24 часа се најдов во болнички кревет. Дијагнозата беше апсес на мозок. Некако ми се смени целиот животен тек, можам да кажам. Тука посебно би сакала да се осврнам малку повеќе на зголемувањето на свесноста за тоа колку внимаваме ние на нашето здравје. Некако, она што ми се случи, имаше повеќе црвени знамиња долг период. Јас некако не обраќав внимание на тоа, мислејќи дека, нели, моментално и тоа ќе помине. Некако други работи ми беа во прв план и приоритет. И од тогаш не го правам тоа повеќе. Значи, една мала главоболка веќе ми е алерт дека нешто треба да преземам за себе. Искрено, толку време нема зборувано на темава, што дури сум заборавала како да се однесувам по таа прашање, навистина имам сосема друг тек на животот моментално. Тоа се случи, значи, во октомври месец, годинава ќе го славам мојот 4-ти роден ден. Приказнава е повеќе сакам да допрам до луѓево на еден начин што ќе им испратам порака дека доколку ние луѓето кои што се наоѓаме во ваква ситуација, со ваква состојба, самите си ги правиме предрасудите, ограничувањата и не го искористуваме својот целосен потенцијал. Така што многу би сакала само да им порачам не на младите, генерално на сите кои што се наоѓаат во ваква состојба, излезете надвор. Затоа што границите се во нашиот мозок. Така на друго место. Затоа и насловивме дел од нашата тема дека она кое што ти го имаш изјавено дека токму умот е клучот и многумина тоа го велат и го пишува во многу книги и многумина од нас можеби тоа го прочитале и вакви слични констатации, но кога ќе го почувствуваш тоа на своја кожа, односно кога ќе се обидеш да сватиш колку може тоа да те лимитира и како да преминеш преку тие ограничувања или секој од нас да премине преку истите, дека навистина тогаш ќе се дознаем моќта на умот, поточно моќта која
што секој од нас ја има. Види, Вана, знаеш, кога човек не се наоѓа во ваква ситуација, не е свесен со што другиот се носи. Еви, ја не сум била свесна. Во моментов кога ми се случи тоа, јас сватив дека не да бидам гласна, но туку да бидам посвесна и да ја кренам свесноста на луѓето околу мене. Не мора директно ти да бидеш вклучен во еден таков процес, за да го креваш гласот и другите да бидат посвесни дека такви луѓе сепак постојат и тие се компетентни и тие можат да излезат надвор без да се срамат од тоа што нели им се случува на нив. Да. Ангела, кај многу луѓе кои што за жал доаѓа момент во животот каде што за жал треба да се соочат со одредена дијагноза, тоа влијае на различни начини. Првенствено треба да се прифати тоа, па понатака да се помине тој процес кој што носи не само дијагноза, туку нели лекување, терапија, третман, без разлика за каква дијагноза станува збор, а потоа да се прифати тоа, па некако да се излезе од тоа за да се продолжи живот кој што би требало да го живеат. Но за жал многумина и не можат да бидат во со таква психичка состојба и се скривнува некако во друг правец. Може да води кон депресија, кон разочарување, кон неволја за живот и така натака. Она кое што е потребно во тие моменти е силата и поддршката, првенствено која што си ја даваш на себе си, а потоа и од другите околу тебе. Ти таа поддршка ја имаш, а? Да, тешко е да бидеш во една таква ситуација на почеток, посебно кога се работи за млад човек. Меѓутоа, јас ја имав таа среќа, како што кажа и самата, да имам една морална и психолошка поддршка, би кажала. Значи, не само јас сама да треба да се борам, да решам да се исправам на тој пат, него луѓето околу мене застанаа баш цврсто на нозе и беа спремни да го изодиме заедно тој пат. Тука јас би ги вклучила мојата фамилија, која што и тоа како беа до мене целиот овој период. Меѓутоа, еви јавно сакам да се заблагодарам во 2022 една армија од луѓе се вклучи во моето подобрување и ви благодарам на сите за тоа. Така што до ден денес јас знам дека јас сум таа која што ја води оваа битка, да кажеме, меѓутоа позади мене знам дека имам луѓе кои што секој пат можам да се потпрам на нив и заедно да го изодиме овој пат. Така е. По поддршката и онаа сила која што ја добиваш од твоите најблиски и од семејството и од оние кои што се околу тебе, нели се поминуваш и оној период на рехабилитација кој што е апсолутно потребен во ваква ситуација. И во тој период веројатно тогаш настапува оној диалог на самата со себе, Ангела некогаш и Ангела денес, односно што е она која што ја прави разликата пред да се случи ваков пресврт, за жал негативен, но кој што води сепак во нешто, се трансформира во нешто позитивно, а тоа е сосема различна перцепција кон животот и види кој што, како што велиш, можеби подоцна во животот би дошол по својот природен пат, но добро е што во ова време настапи како таков. Како би го опишале тоа? Еве, можеби гледачите те знаат од претходно со оглед на тоа што се занимаваш и со музика, ти си накоправник по професија и тоа да го кажеме. Како би го поделиле тоа како Ангела пред и по ова кое што се случи тој период кој што е веќе зад тебе? Па, знаете, мајка ми вчера ми прати една многу убава порака, има едно девојче на Инстаграм, Zero Limit Psychologist, мислам дека вели кога умот, срцето и решителноста се во хармонија, тогаш ништо не е невозможно. И нема поголема вистина од тоа. Не е дека претходната Ангела беше лоша, да се разбереме. Напротив, но веројатно со многу работи кои што... Да, многу се ангажирав за работи за кои што не требаше толку, а себе се заставав некако на последен пат. Овој пат решив јас да бидам на прво место. И ми успева. Тоа, кога човек не е себично човек да мисли на себе и да си посакува да му биде добро, разбирате? Така што новата Ангела сака да ги направи работите кои што претходно немала време да ги направи. А време имаме секој пат. Тоа сигурно само лошо го организираме, ми се чини. Новата Ангела сака да зборува за убави работи, за успеси, за еден, како што кажав порано, еден нов убав тек на настаните, тоа би сакала да кажам.
Така, и веројатно ова е порака од оние кои што и во ова динамично време и во ова брзо темпо, токму тоа и го забораваат, можеби да се погледнат себе си и своите потреби или да ги стават на прво место. Со изговорите дека немаме време за тоа или за тоа и даваме приоритет можеби на не толку важни работи во животот и што е уште поважно и што сметам дека е добро да го повториме она кое што на почетокот го спомена, да не го игнорираме она кое што ни алармира дека нешто се случува. Да го слушаме телото и да станеме малку посвесни за тоа што тоа сака да ни каже на нас. Така е. Ангела нова и похрабра и порешителна и тоа ја донесе всушност со тоа ја донесе и одлуката да си оствариш неколку цели кои што исто претходно не ти биле приоритет, односно не си ги имала на листата кои што работи кои што треба да ги направиш, меѓу кои и Скопскиот маратон. Ќе спомнеме кои се другите работи, но ќе му дадеме фокуси на маратонот и на успехот кој што го постигна таму. Маратонот ми се случи како идеја во мај месец. Така, некако сакав да си направам едно ниво погоре од тоа што можам да направам. Да, можеби не можеме се да направиме луѓето кои што се наоѓаме во ваква состојба, со попреченост, меѓутоа можеме да правиме работи подобро од, нели, да речеме пред година дена. И тоа беше мојата идеја. Си дадов задача да го изодам маратонот, да го истрчам во наводници. Цело лето бев во Берово, се спремав таму. Ти си по потекло Берово. Да, Беровчанка сум. Добрата страна на Берово е што има квалитетна храна и изобилува со убава природа. Чист воздух. И тоа секако дополнително ми помогна. Тука се, нели, како што кажав и претходно, моето семејство кое ми помагаше во целиот процес. А маратонот беше едно прекрасно искуство. Мене ми е крива што порано не сум го правила тоа. Мислам, дружбата на какви луѓе има таму, тоа е нешто фантастично. Мислам, користам прилика Гордана да ја поздравам од Визер, Скопскиот маратон. Значи, таму има карпи од луѓе. Мислам, тука сакам да ги спомнам и Игор, и Бека, и Вангел, кои што ги видов на самата трка. Знам дека ќе се препознаат во муаветот. Просто сум фасцинирана колкава љубов и желба има во организацијата на Скопскиот маратон. Убавата работа ми е што таму видов неколку лика кои што ги нема видено со години. Сестра ми беше со мене целиот процес, значи од почеток до крај на маратонот. При крај сакав да го сними делот, бидејќи сакав да си го наминам мојот личен рекорд. Претходно бев на Битолскиот маратон трчај бе, кај што изодев за 1 час 42 минути и овдека за 12 минути порано го изодев. И викам на Сања, иди напред, снимај, ама, знаеш, полека, кипитло. Кога почна да вика, Ангела, не знаеш луѓе тука околу неа. И така мислам дека ја добивме некако ова медиумско внимание, кој што ми е драго дека го добивме, затоа што можам да бидам слушната и да испратам порака. Која што е исто важна да се слуша. Многу е важна. Да. За некој кој што го поминал тоа искуство, кој што излегол од тоа искуство, секако и помударно и со појасна слика за тоа што навистина се вистинските вредности во животот и на што апсолутно треба да му даваме време во ова време во кое што живееме, за жал обкружено со многу лоши вести, настани и сите она на кое што сме сведоци и на кое свесно или несвесно ја даваме енергијата или вниманието. Потребна е таа време и за таа психичка подготвеност, веројатно и начин за тоа како ќе се сетираш или ќе се фокусираш на одредени нешта, како што се, да речеме, книги, едукативни емисии, можеби и слично. Што е она на кое што ти се задржуваш, например? Дали сакаш да читаш, дали имаш нешто друго кое што дополнително те релаксира, те ослободува од тој и секојдневен стрес, пропратно, и работи кои што уживаш да ги правиш меѓу другото? По моментов читам повеќе, искрено да ти кажам. Порано бев зависник од Netflix. Меѓутоа решив тоа да го ставам на пауза и се наоѓам во книги. Сакам да читам, генерално сакам да читам. Она што ми стана рутина секојдневно е палење на свеќичка пред спиење, онака да се изрелаксирам од денот. И шетање, во главном се задржувам на таа физичката активност.
Да пешачиш и да нели веројатно ќе продолжиш и понатака во соучество на одредени маратони кои што ќе си ги зацрташ како цели. Тоа си го зацртав и си го ветив на себе дека здравје Боже ќе се спремам за следната година. Ако може малку да потрчам напред окино. Да, одлично. Честитки за тоа и за тој ентузијазам. Верувам дека се подобро и подобро ќе биде во иднина. А кога сме кај иднината, ти имаш и планови во однос на музиката и со она кое што се занимаваш и пред да ти се случи тоа што се случи, па сега продолжуваш повторно во тој дел, бидејќи музиката е нешто што релаксира нашата душа меѓу другото. Да, види, тоа го заборавив. Од јуни почнав да работам малку повеќе на тој музички план, кој што некако ме ослободува. Мислам дека јас сум таа личност, знаеш, што треба повторно да се врати тука и на пеењето. Имав среќа да почнам да соработувам со еден прекрасен човек, тоа е Диран Тавитјан. Почнавме соработка на еден наш заеднички мал проект кој што се надевам дека за многу скоро веќе и првата песна ќе ја пуштиме, бидејќи е снимана. И тоа ми дава така една убава надеж дека конечно јас можам својот целосен потенцијал да го искористам во нешто. А тоа е токму во музиката, така? Да, затоа што знам дека кога пеам, јас ги правам луѓето среќни, јас го гледам тоа. И тоа е мојата. Мислам дека тоа е мојата мисија, да ги правам луѓето среќни. Но како го спојуваш правото со музиката? Секако дека се може да се спои со музиката, но нели треба еден одреден баланс. Правото како сериозна професија, а музиката исто како нешто со кое што и многу луѓе и професионално и сериозно се занимаваат, но ако не е музиката како или пеењето како хоби, нели треба една убава поврзаност да има со тоа кое што друго. Двете ми се љубов и пасија, можам така да кажам. Како што кажав претходно, се наоѓа време и за тоа и за тоа. Правото ми е љубов од средна школа и знаев дека ќе биде, не знам, едноставно знаев дека ќе се насочам во тоа. А музиката, како што кажав, тоа е мојот печат. Јас сум тоа што сум кога пеам. Така, и сега уште нешто на крајот пред да се одјавиме во овој дел на утринската тема. Зборувавме за тоа како ти се чувствуваш сега и колку всушност си исполнета со сите работи кои што ги правиш и со она кое што секојдневно дополнително ти ја зголемува радоста и ентузијазмот за живот. Но кои се коментарите од најблиските од оние кои што цело време се со тебе за тоа како ги гледаат и чувствуваат промените кои што ги има? Промените кои што ни се случуваат првенствено треба да бидат за нас. Ние да се чувствуваме убаво. А понатаму се нели луѓето околу нас да ги направиме да бидат дали горди на нас, дали не знам, да гледаат од нас, да се мотивираат. Татко ми мене секој ден ми кажува: "Сине, ја од тебе учам." А он има 68 години. Така да чим татко ми учи од мене, кој може предавања да ми држи буквално за се во животот. Јас верувам дека и негде таму некој позади малите екрани моментално учи од тоа што го споделуваме ние. Така да најблиските мои се мотивирани и веруваат во овој процес и ме поддржуваат. Баш ми е мило што е така и токму затоа ја правиме и оваа тема и си ти заедно со нас тука во студиото за да може да ја раскажеме оваа приказна, а единствената цел е да мотивираме некого, да инспирираме некого, некој кој што можеби се соочува со тешки моменти и одлуки во овој период од животот, дека ништо не е вечно, дека се менува и дека апсолутно секој има силата да поднесе се, но како ќе реагираме на тоа, каква ќе биде нашата перцепција, апсолутно зависи од нас. Тоа веројатно кај тебе доста е успешно и ти благодарам што одвои време и што твојата приказна ја сподели со нашите гледачи. Верувам дека многу мина ја слушна, а дека на многу мина и ќе им помогнеме. Мотивацијата секогаш е потребна. Да, јас сакам само да испратам една порака, посебно за луѓето кои што се наоѓаат во една ваква слична состојба, а тоа е дека ограничувањата и предрасудите не ни ги ствара општеството, си ги правиме самите ние. Затоа сакам да ви дадам една поддршка, една мотивација да излезете, да се борите за себе, затоа што животот е прекрасен. Апсолутно, вистина ќе се согласам со тоа. Ти благодарам, Ангела, ти посакувам убав ден и верувам дека ќе се видиме наскоро со уште некој новитет повторно поврзан со музиката. Фала ти, Иван.